акција. Добро беше. Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Минтери шоу. Минтери шоу. Што правиш? Види, имам супер апликација, А каква апликација? што можеме да се умножиме. Како мислиш да се умножиме? Види сега вака. Ја! Виде? Може и ја вака? Значи сега сме четворица. Тоа ќе правиме со овие другиве наши. Ако не сакаме да идеме на часови, ќе ги пратиме нив. Ајде одат на биологија. Добро, ајдете на биологија. Моментално! Минтери шоу. Замислете, околу 100.000 луѓе се вработени во индустријата за правење на новогодишни украси. Што? Многу. Толку многу? Најпопуларни и најчесто испраќани празнични честитки се оние што се испраќаат за Божик. Многу сакам честитки. Порано божичните дрва биле украсувани со јаболчиња, ореви и друга храна. Со храна. Секоја сновка има 6 страни, исто како триаголникот што има 3. Како е можно тоа? Не верувам во такви работи. Минтери шоу. Еј, дечки, сакате му сакаме на Марко да дојде? Може. Еј, Марко. Ало. Сакаш да дојдеш кај мене дома, гледаме филм? Може. Ајде те чекаме. Ќе дојде. Океј. Дечки, некој тропа. А нели требаше Марко да дојде? Марко не тропа, звони. Еј, ама ова страшно звучи. Јас нема да отворам. Не јас. Па тогаш ја како најмали јас ќе отворам. Ајде. Што се плашите, нема никој. Леле, пак некој се шегува со нас. Може не се шегува. Се шегува. Идам ја по него. Еј, Марко бил. Јас се скршив нивата. Минтери шоу. Најмногу снег има паднато во 2015 година во Италија. За 24 часа има паднато 3 метра снег. А кај нас? Кога така? Дали сте знаеле дека во Америка има повеќе кредитни картички отколку луѓе? Па, значи тие американците многу пари имаат. Дали сте знаеле дека човековите очи може да разликуваат повеќе од 10 милиони бои? Па, имаме две, значи 20 милиони бои? Исланд е единствената држава каде што нема комарци. Леле, како може да се преселам на Исланд за да не ме јадат комарци? Те молам да се преселам на Исланд. Најстарото дрво се наоѓа во Калифорнија и е старо повеќе од 5066 години. Толку старо дрво, а се уште живо, алал нека му е. Пијавиците имаат 32 мозоци. Ио, грозни, а паметни. Ако имаат толку многу мозоци, не значи дека се паметни. Минтери шоу. Подаръци! За Мија, за мене.
Ало, Мија, дојдете, имаме подароци. Има за сите. Ајде ве чекам. Леле, дечки, не стигнале на сите подароците, дојдете брзо. И да. Кога е за мене? Ова е за мен. Нека ми го подаде, моја да не е за това. Ајде, види кој е твој. И дечки, дали идеме на кјука, дадете ги нашите навака? Нема веќе. Нема. Каде е Како нема подароци? Само толку се. Сигурни сте? Ајде, берете убаво. Да, е наистина нека да не го Нема. взема мојата. Чекайте. Ајде сите проверете дали ги пишува вашите имиња. Не, бе, како моето име. Каде се наши? Мија. Ајде, кренете рака, ти што нема подароци тука. Како вака се може? Сите Ова имаат. стварно не е фер. Како може вака? Ич не професионализм. Како ние немаме подароци? Само за нас нема. Брата, ви сте Гледам. испадна безобразни. Да, морamo се пожалиме со ова. Да, веднаш. Баре ќе го најдам јас. Имаше Најди го. Инстаграм профил, најди Да, го веднаш. да. Ајде. Дедо мраз мислам дека беше така. Ево го. Да, да. Напши. 536 Ајде. Ли пишувај. Така треба. Ајде. 536 536 70 70 79. 79. Ајде, звоним. Пушти го на спикер. Да. Добар ден, добро дојдовте во центарот на Дедо Мраз. Добра слива Кој е вака. ова? Доколку сакате да зборувате со правник, притиснете 1. Не сакам, не. Доколку сакате да зборувате со секретарот на Дедо Мраз, притиснете 2. Не. Доколку сакате да добиете една од новогодишните апликации, притиснете 3. Стисни 2. Да. Дај ми ја. Ала, добар ден, извинете се, кога зборувам? Ќе може да зборувам со Дедо Мраз? Што е проблемот? Па немаме подароци. Само ние. Како фер. Аха, и сега? Во ред ке се видиме. Што ти кажа? Имаме проблем со доставата на подароците. Не сме единствени што немаме подароци. И многу други нема на Нашите. И рекла, ако сакаме да си ги земеме, мораме да отидеме до Дедо Мраз. Доке Дедо Мраз? Во Лапонија. Одиме до Лапонија. Гледате, Дедо Мраз не живеел во Лапонија, тоа било само приказна. Живеел во некој од соседниве држави, само не ми кажа точно. Рекоа сами да се снајдеме. Па добро. Ајде да идеме. Одиме. Па, ајде ние ќе дојдеме со вас, ќе ви правиме друштво. Морална поддршка. И јас сакам да дојдам со вас. Дојм јас. Еј, па јас сакам да дојдам, некем сам да останам. Ајде, тогаш си. Одиме сите. Ајде. Девиче, стои. Да не думаш да Дедо Мраз. А што вие уште верувате во Дедо Мраз? Да. Па секако да Не го верувам да направи. Извини. Да. Знаеш ли каде е Дедо Мраз? Што е тоа? Дедо Мраз. Мраз, але што да се покори со брат. Не знаеш Тоа е кој е нека Дедо Мраз? игра? Апликација? Како не да Со го креатив? Што? Ајде без. Ајде, чао. Гледате Тинтри Минтри, чао. Дали знаете каде е Дедо Мраз? Да, значи вака, ќе одиш право и ќе свртиш лево. Таму е мојата куќа и одма до мојата куќа комшивката има ставено така еден Дедо Мраз и свети на терасата. Ако сакаш извади го штекери, земи си го. Добро, Да не сакате мандарини? По 3 за 100. Дали сте знаеле дека една грба камила може да испие 800 литри вода и после неколку месеци да не испие ниту една капка вода? Па, затоа камилите живеат во пустина, а не во шума. Дали сте знаеле дека термитите обожаваат рок музика? Ако им пуштите хеви метал, 2 пати побрзо јадат дрво. Дали сте знаеле дека на една ува можете да ставите 9 обетки? 9 обетки на едно уво. Зашто? Дали сте знаеле дека ако слушате музика, помалку ќе чувствувате болка? Навистина. Баш ќе ја тестирам таа теорија. Дали сте знаеле дека од цела моја група само јас
останав без занимливост. Зошто така? Зашто не ти дале занимливост? Ајде, следниот пат. Досадно ми е. Што да правам? Ајде видам оваа книга. Мислам дека е интересно, што ми е читал. Еднашка во давнешно време. Царот си... Сум ја читал многу, е досадно. Сум ја забора. Некои интересни игри? Сум ја избришал, Господа Боже. Имам гениална идеја. А што ако земам по телефон и да се фркавам некој, да им нарачувам пица на некои адреси. Ке земам. Чекам се да најдам некоја пицерија. Еве. Ајде. Ало? Добар ден, може да нарачам пица? Ајде на Димче Мирчев 1818, една фамилиарна капучоза. Добра, ајде. Чао. Како би успеа, бе? Сега ќе видиме на друга адреса. Ало. Добар ден. Може да наречам пица на... Чекајте малце, секунда. Може на Асном крос 14. Ајде. Чао. Бој. Ајде. Ке стигнат пицата за 15 минути, ке стигнат пиците. Јес! Ајде, Матеј, да му гјавам, да му кажам што направил денеска и што сум направил. Ало, Матеј? Ало. Викни го Петар, сакам да се подружиме моца кај мене дома, имам нешто да ви кажам што сум направил денеска и каква зафрканција не едни. Ајде. Чао. Здраво. Ајде, ништо. Се седам дома да викнат баца да се подружиме, знаете сега. Знаете што? Кажи што. Сум нарачал пица на две, не знам, се лупнав некои адреси. Порачал пица? Да, на две адреси. На кои две адреси? Да, некои таму рандом адреси, поварав, што ги знам. Кои адреси бе? Мислам дека беше едната Димче Мирчев 1818, мислам дека беше Аснов, бројката не знам, мислам дека беше 14. Кој знае? Ти бе знаеш кај кој си порачал? Од кај знам кај кој, но некој адреси лупнав сега. На мојата адреса. Кај тебе? Да, кај мене. Како бе, кај тебе? Добро, не знам, мене ми се пријде од тоалет. Чекај бе, кај одиш? Отидов до тоалет. Сега си готов. Сега ќе те фатиме. Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Денес ќе ви покажам еден многу интересен експеримент. Нитроглицеринот е течност, запаллива течност, која ако е затворена, ако нема каде да излезат гасови произведени, исто така е експлозивна, може да детонира. Тука имам сулфурна киселина. Тука имам азотна киселина. Значи, драги гледачи, еве сме со вториот дел. Тука помина некое време, отприлика пола час. Малата чашка тука ќе ја тргнам, мразот ќе останува внатре. И како што можете да видите, одвоено е во слоеви. Сега што треба да се направи следно? Треба да се истори во голема количина вода, во која што има сода бикарбона
Еве, како што може да видите. Сега, овој бикарбонат ќе го ставам натре, тој причината што го користиме е што е база. Тој не е силна база, што е добро, затоа што силна киселина и силна база имаат бурна реакција, затоа треба да е базата слаба. Карбонат исто така може да се користи, но јас немам карбонат моментално, а ова е лесно да се купи. И сега мешавината од глицеринот, нитроглицеринот и преостанатите киселини полека ќе ги стураме во водата, каде киселините ќе бидат неутрализирани од натринов бикарбонатот, испуштајќи CO2 од бикарбонатот, тоа е HCO3 групата, испушта CO2 низ реакциите и како што можете да видите, киселините реагираат. Уште малку. Значи, целиот раствор тука што беше целата чашка ја претурив во растворот со сода бикарбона и тука како што можете да видите не се одвоја слоеви бидејќи имам голема количина на вода, ама има неколку топченца, тоест неколку одвоени делчиња, тоа е всушност нитроглицеринот. Сега ќе пробам да одвојам дел и да видиме. Сега ќе ви покажам детонација. Прво ви треба малку од нешто што ќе го абсорбира нитроглицеринот бидејќи е течност, а доколку само течност ја удрам, само ќе се распрска и нема да има добра детонација. Ќе земам малку од ова обична тоалетна хартија. И сега Его и Дали сте знаели дека човекот што го измислил телефонот се викал Александар Бел? Александар Бел? А зошто е бел, а не црн? Дури половина од популацијата зборува два јазици. Па, тоа е одлично. Секој треба да зборува два јазика. Пингвините може да се нурнат од длабочина од 400 метри. До 400 метри? Најпреводувана книга е Библијата. После неа се Пинокио и Малиот принц. Па, јас не познавам никој што ја нема прочитано Снежана. Минтери шоу! Стварно е стварно. Ја немам дека има. А видете таму. Влези. Добар ден. Добар ден. Браво. Име? Стефан. Возраст? 14 години. Држава? Македонија. Причина? Не си роден со поклон. Добро. Борет, дали веруваш во Дедо Мраз, мали? Па, да. Добро. Што ќе ти беше проблемот? Не си го дојде со поклон, па да се поклон. Имаш работа со тоа. Океј, вака, запиши ти 3 кубика дрва. Да. Вака сега, ти кажеш ќе ми земеш 3 кубика дрва, ќе искаш со секира и ќе ти кажам зошто кој ќе ми донесеш, океј? Подпис? Скини листови да имаш. Да. Еве. Океј, ори кажем на следните да како има лишта. Здрава. Добар ден. Име? Матеја. Возраст? 14. Држава? Македонија. Причина? Па нема поклон поделка. Исти. Океј, ти веруваш ли во Дедо Мраз? Па, да. Кој не верува во него? Океј. Борет, што ќе ти беше тој проблемот? Па, нема поклон. Сите се вакви во време. Океј, да имаш сак со вас. Океј, треба ти да земеш, додиш да ми донесеш една награда по математика. Ајде, Пишувам. запиши там. Награда. Кое место? Право, ајде.
Како можем јас прво ми сте за математика, кога сега нема ни надпревари? Земи скрини, дай. Ама, Ке ти кажам зашто кој ќе се врачиш. Кажи на следните да влезат ако има уште. Браво. Име? Здраво. Име? Ванеса. Дедо Мраз, јас да ти Возраст? кажам 13. Држава? Македонија. Причина? Нема поклон. Дедо Мраз вака да ти кажам, јас не верувам во Дедо Мраз. Му само не еден барем да не верува дека овие глупости. Чекај, Шо? каде ти е стомакот? Шо, мислиш дека тоа сум јас? Зошто не се обечен во црвено? Тоа е само еден лик што им го продав на компаниине за што пратат црниот пијалок. Кај мислиш дека доаѓаат парите за подароците? Не се тие бесплатни? Па добро Дедо Мраз, јас не верувам во тебе, ама сите добија поклон освен мене. Па не баш сите, скоро никој. Оваа година не може да ги дојаснам никога. Што да запишам? Не знам, пиши само нешто. Добре. Добро. Обично само ги праќам по пошта сите подароци до сите, ама пошта ме утепа со цени во оваа година. И сите помошници се на штрајк. Немам како да ги пратам подароците до никого. А јас и моите другари додовме да си ги земаме поклоните. Добро, на сите им давам нешто да направат пред да им дадам подароците. Пиши, земеш да ја простиш на другарката со која што се скара вчера. Да. Подпис? Што? Кажа што? На. Нема шанс, јас не можам да се смирам со она. Па ти Дедо Мраз, знаеш ли оно што ми кажа вчера? Да, Чекај, а од каде знаеш? си имам своји извори на информации. Добре, ќе се потрудам се поклонот. Добро. Има уште некој? Ужба денес. Повеќе од прошлата година. Да закажам одмор? Да. Испреми кафе. Ке ми треба многу. Подпис? Е, така. Баш точно го сака. Вака! Да, чекај, сака була. Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери шоу! Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтери-минтери шоу! Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери шоу! Сети се на нашата Facebook романса. Дај ми ти уште една шанса. Животот не е така прост. Јас го лайкнав секој твој пост. Шеруваш ти, шерувам јас.